Ки ги покажат ли историчарите македонските црвени линии по најавата дека до петок ќе биде соопштено за која историска личност е постигнат договор. Извор од комисијата за Алфа брифира дека доколку се официјализира договор за цар Самуил на средбата меѓу историчарите, тоа ќе значи сериозно подривање на македонските позиции при фаќање на бугарските тези. Решението ќе се движи во рамките на двете разменети препораки, а тоа ќе значи прифаќање на бугарските тези и маргинализирање на македонската наука, поинаку кршење на црвените линии. Брифира нашиот извор. На маса пред историчарите се ставени закочените преговори околу припадноста на цар Самуил и таквата новина да биде вмитната во учебниците за 7 оделение, но и преговорите за Гоце Делчев. На последната средба на двајцата премиери во Софија, Кирил Петков објави дека добил потврда од бугарската комисија дека постигнате договор околу историска личност за која претходно било тешко да се договорат. По ова признание, македонскиот претседател на комисијата Драги Георгиев најави до петок дека е можно решение за цар Самуил и усогласување на средновековниот период. Очекувал брзо пеглање на разликите поради, како што вели, конструктивната атмосфера во преговорите. И додека траат калкулациите со историјата, официјална Софија вели дека нема да ги променат позициите во однос на Македонија. Премиерот Петков по средбата со еврокомесарот за проширување на Европската унија Оливер Вархеј порачал дека за прв пат Брисел јасно застанува на страната на Бугарија во билатералниот спор. Сепак и денеска најавува дека постигнат е договор во историската комисија, а напредокот бил огромен. Историската комисија е единствената таа која може да даде на двете влади извештај за тоа за кои личности од историјата е постигнат договор или кои од историските факти може да се заеднички. Јас очекувам во брзо време да излезе комисијата и да каже: колку што сум информиран, напредокот е огромен, но не ги знам последните информации за тоа за што се согласиле. Се радувам оти од двете страни има дух за заедничка работа и така се постигаат успеси. Институтот за демократија пак со писмо до Пендаровски, Ковачевски, Османи и Маричик алармираат да се изостри фокусот околу евентуален компромис со Бугарија. Обврските кои ќе ги преземеме неповратно ќе определат нашата иднина и улога во Европската унија. Треба да сме свесни дека со прифаќањето на бугарските барања, тие стануваат дел од пристапниот договор на државата со Европската унија, ако и кога ќе дојде тој момент, велат од институтот. Македонската држава не треба да престане да разговара со Бугарија, но исто така никогаш не смее да поддржи преговарачки процес со Европската унија, кој ќе стане основа на разнебитување на нашата државност, загрозувајќи ја внатрешната и регионалната стабилност кон несогледливи последици. Македонската влада одбира да молчи за сите клучни моменти во преговорите, па информациите главно ги пласира Софија. Сепак тамошните официјални лица наголемо калкулираат за Европската унија на Македонија, особено по изјавата на бугарскиот премиер дека последниве 3 месеци имало голем напредок.